микрофонов ево го. Ам немам снимка. Микрофонов е во Злате. Злате држи го. Градоначалник. Со службениот автомобил Шкода, утринава Рамис Мерко насмеан се појави на своето работно место. Се обидовме да стапиме во контакт со него, но не сакаше да не прими во неговата канцеларија. Вработените во неговата администрација велат дека немаат овластувања да зборуваат во негово име. Рамис Мерко ќе зборувал во оној момент кога тој ќе почувствувал потреба да каже што има. Бидејќи Мерко 3 дена не одговара на повиците, откако влезе во општинската зграда, се обидовме уште еднаш да стигнеме до него. При влез во општината никој не спречи, се додека не се качивме на катот каде што е неговата канцеларија. Ам ти не најави? Ти не најави? Ако не ќе една секунда има кај што дојде. Запатено? Вработените велат дека Мерко и изминатите 2 дена доаѓал на работа, но не примал странки. Тоа што Мерко се најде на црната листа на САД поради корупција и мешање во судски процеси за повеќето стружани не е изненадување. Баш така треба. Повеќе коментари немам потреба да давам. Заслужено. Сметате дека треба сам да си поднесе оставка? Нормално. Дека треба да си поднесе. После сите криминали што ги има направено, треба да си поднесе. Ние за лошо Мерко не го знаеме. Како заслужил таке? Спијат нашиве функционери овдека. Судот е за нигдека. И таке гледано, не требите Америка, нашиве овдека требаше тие порано да би тие да се откриет. Мора да поднесете оставка. Друго нема. Изненади тоа што го ставија на црна листа или не, бидејќи имаше го... Нас овде ништо нема да не изненади. Овој народ. Те толку е навлезен криминал. Инаку, ова е 4-ти градоначалнички мандат на Мерко. Во претходните 3 против него беа поднесени 14 кривични пријави, но само еден предмет е процесуиран во Струшкиот основен суд. Во 2018 година пак со пари од општината за сума од 66.000 евра Мерко купи автомобил Ауди А6 и 4 Шкоди во вкупна вредност од 114.000 евра. Антикорупцијска во 2019 година поднесе иницијатива за кривично гонење на Мерко, за да се утврди дали тој незаконски трошел државни средства спротивно на јавниот интерес и на законите. Дека јавашлукот на Мерко нема крај, говорат и извештаите, според кои за период од 2018 до 2021 за репрезентација Мерко потрошил вкупно 139.296 евра.